Од утре започнува Божикниот пост кој ќе трае се до 7 јануари, првиот ден од Божик. Светата православна црква во чест и спомен на раѓањето на Христа нашиот Спасител устроила и пост на кој треба да се подготвиме, достојно да го прославиме доаѓањето Христово или неговото рождество. Овој период предвидува постно мени кое меѓу другото содржи. Постното мени содржи храна од која е исклучена храната од животинско потекло. Значи се она што е растително е дозволено да се јаде во текот на постот. Како што реков, типикот налага некои денови да се јаде без масло, тоа е среда и петок. Вторник и четврток и понеделник се консумира масло, а сабота, недела може и риба. Она што е исклучително важно за овој период е што не смее да се прави. Како и сите други денови, така и овие денови кога се наоѓаме во пост, не смееме да бидеме злобни, не смееме да бидеме немилостиви, не смееме да грешиме. Фактички, она што сме го сгрешиле, да го исповедаме, да се подготвиме за причест. Не треба да завидуваме едни на други, не треба да се мразиме, но сето она што сме го направиле како недело, да го преобратиме, да бидат во добри дела, да биде љубов, да биде милостиња, грижа спрема нашите блиски, смирение, кротост и воздржување. Најважно е воздржувањето на умот, воздржувањето на јазикот, воздржувањето на мислите од лоши и блудни страсти и помисли. Осем потенцираните лоши мисли, забраните се и телесните страсти, зашто свети Јован Златус напишал: кој постот го сведува само на воздржување од храна, тој го безчестува постот. Не мора да пости само устата, не, нека око, уво и рацете исто така и нозете и цело наше тело пости. Свети Јован Златус сака да каже, вели ќе постиме да посте и окото, и рацете, и нозете, сака да каже да се душата да ја прочистуваме, да се воздржуваме од лоши мисли, од лоши дела, од лоши идеи, од лоши помисли и да повеќе, како што вели, рацете и нозете да не работат, тоест повеќе да правиме добри дела спрема нашите ближни.